Нова емисија во продукција на Скок. Зборуваме за македонскиот фудбал, зборуваме за парите што се сливаат во македонскиот фудбал. За оние европските, да речеме, пари кои што нашите клубови ги добиваат поради нивните успеси или неуспеси на европска сцена. Токму така, најнов случај, најсвеж случај е примерот со Тетовска Шкендија, која со пласманот во Лига на конференции под капата на УЕФА одигра веќе 2 кола, еден пораз на гостувањето 0:2 и минимална победа против Шелбурн на Скопска Трева 1:0. Убава победа која донесе околу 400.000 евра во касата на Шкендија и можеби најсвеж случај кој покажува дека фудбалот во светски рамки овозможува, дозволува, ти дава шанса да правиш пари. Што значат овие средства слеани на контото на фудбалскиот клуб Шкендија? Дали другите македонски клубови успеваат да чепнат нешто од оние европски пари, од европскиот колач, што и нашите клубови имаат право да каснат? Гледате после джинглот. Може да навивате или може да не навивате за фудбалскиот клуб Шкендија, но тие си истрчаа на теренот на Градски, успеа да си стават 3 бода на своето бодовно салдо и успеа да си земат некои 400.000 евра на контото на клубската сметка од оваа победа. Зборуваме за тоа, зборуваме за можноста која фудбалот ја нуди да се заработат пари, остварувајќи ги резултатите. Тоа е стратегијата на УЕФА која веќе подолго време се форсира и промовира во европски, да не речеме во светски рамки, каде што условно на помалите клубови, како што е и Шкендија од Македонија, да не ги редам и другите клубови од околните наши држави кои релативно се со помали звучни имења, да речеме Зрински од Босна и Херцеговина, Дрита од Косово или од Србија. Значи УЕФА има награден фонд од создаден од приходите кои ги има УЕФА, кои ги распределува, и тој награден фонд е апсолутно чист фонд и парите се делат на клубовите во зависност од постигнатите резултати. Значи, од овие пари има фајди, со фајдија и Вардар, и Силекс, и Тиквеш, кои играа по едно коло во европските купови, сега да не се враќаме толку наназад за резултатите. Меѓутоа, тие суми се повеќе символични. Пласманот во Лига на конференции на Тетовска Шкендија, она што Скопски Вардар успеа да го направи пласирајќи се за прв пат во историјата на македонскиот фудбал како еден македонски клубски представник во едно елитно надпреварување 2017-18 година, сега го повтори Шкендија и тоа е клучот на добивката на парите. Само една дигресија, Вардар тогаш спечели околу 3,5 милиони евра, а освои само еден бод во Лигата на Европа, а Тетовска Шкендија со само 3 освоени бодови се доближува до сумата од 400. Во исти ранг на преварување тоа Вардар и Шкендија. Сега се Шкендија во Лига Конференс, а Вардар беа тогаш во Лига Европа? Добро прашање за да се расчисти дилемата и кај нашите гледачи. Наградниот фонд не е ист, апсолутно е малку помал во однос на Лига на Европа кога зборуваме за Лига на конференции, исто како што е многу поголем кога зборуваме за Лига на шампиони. Но сега нели да, како да кажам, малку во пета димензија, да подарениот кој треба забите да не му се гледа. Парите се пари. Ако Шкендија се пласираше во Лига Европа, имаше шанси со настапите летоска, секако наградите ќе беа повеќе. Но и ова воопшто не е за подценување. Дури не оно што го спечали е Вардар, Силекс и Тиквеш, не е воопшто за... Иако немаме официјални, или барем јас не знам за официјални некои суми со кои што располагаат фудбалскиве клубови во нашава држава, колку значат овие пари за Шкендија? Има ли некој фонд на Шкендија јавен, транспарентен, колку клубот има на годишно ниво му е потребен за да функционира, па да направиме една паралела со овие 400.000 евра што ги дава УЕФА? Па, од прилика, буџетите на македонските клубови са некаде од 1 милион, најскромниот па до 4-5 милиона можеби, кој го има Шкендија. Да не речам Вардар е тука некаде во средината, ова се импровизирани бројки, да не бидеме децидно сватени, меѓутоа без тие пари, да кажам, на оваа скапотија не можеш да обстанеш едноставно. Или најкласичен пример е се двата градски клубови кои се под капата на општините, кое по мое гледање, по наше гледање е некоја преодна фаза која премногу долго трае во македонскиот фудбал. За кои два клуба зборуваме? Зборуваме за Тиквеш од Кавадарци и за Пелистер од Битола, кои претежно, да не речам 100% се финансираат
општинската каса, од градскиот буџет, од општината е финансира. Сега И они имаат по 1 милион буџет за да играат цела година, а пласманот во Лига Конференција со 2 победи ти го носи истиот буџет за 1 месец. Еве Шкендија сега на 5 ноември игра пак дома со представникот на Полска Јагелоина, доколку Шкендија победи, со 3 нови бода стигнува скоро до 1 милион евра спечалени за помалку од месец ден. За тоа зборувам. Тоа е можноста која нуди фудбалот да ги заработиш парите. Добро, во УЕФА овие фондови како се вика правилно да не погрешам? Пари, добро, сметки кои што ги има УЕФА, има резервирано средства за победи на клубовите во европските настапи, но има, предпоставувам, и одредена друга каса, или како да ја наречам, за некои други нешта, нели само слушаме УЕФА дала за ова, дала за ова, дала за она. Постојат такви различни средства, така? Да. Ајде за тоа да идеме после джинголот. Ајде. За парите што ги дели УЕФА, од која сметка, од која каса, не знам колку каси има, после джинголот. Факт е дека УЕФА и ФИФА се оние што даваат, кој знае што све земаат пред да дадат, но не е нашата тема денеска тоа. Значи УЕФА дава пари на клубовите ширум Европа, но и ФИФА дава пари на клубовите од други причини. Ај малку нешто да позборуваме, пошто навистина има некои што се како мене, што не се упатени во по-детално, да кажам, и по-прецизно, од каде се УЕФА дава пари, од што зима, кому се дава? Значи, УЕФА и ФИФА имаат свој бруто биланс, биланс на успех, биланс на приходи и на расходи, и во тие пари, кога ги прави и УЕФА и ФИФА, имаат посебна ставка која определуваат за клубовите, односно за федерациите кои се незини членки. Еве да тргнеме обратно од ова што ќе го видат нашите гледачи од ФИФА, која за настапот на играчите во квалификациите за пласма на светско првенство, ирелевантно дали играчите доаѓаат од Африка, од Азија, од Средна, Централна Америка, од Јужна Америка или од Европа. На клубовите им дава пари. На клубовите им дава пари по одредена ставка. Мато, фудбалерот на Вардар, кој игра за репрезентацијата на Африка таму, каде? Во која репрезентација игра, сега ќе се измеше ирелевантно. Овие кои играат сите странци за различни репрезентации. Не, тоа темата. Да. Значи клубовите се добиваат пари. Пари добиваат клубовите за нивното учество. Случајно налетав на податок дека Манчестер Сити е убедливо прв по таа ставка во бруто износ, бидејќи има најголем број репрезентативци кои играат во различни репрезентации. И се сливаат во контото. Сега да се вратиме на УЕФА. Вардар, Силекс и Тиквеш со самиот пласма во европските купови, Лига на Европа, Лига на шампиони, Лига на конференции, добиваат пари. 100.000, 150.000 евра, зависи дали ќе го помине првото коло, ќе испадне во првото коло. Значи може да заработат клубовите, ако те бива, ако си добар, ако знаеш да се прикажеш на сцената, дојди, бујрум, играј, земи еве паричка. Или ако не те бива, ќе се обесиш на општинската цицка, со извинување на нашите гледачи, како што се обесени Битолски Пелистер, Кавадаречки Тиквеш од Кавадарци, ајде Штипска Брегалница исто, ќе промашем некој клуб. Па Вардар нели беше општински клуб? Добро, таа е поголема цицка, таа е државна цицка. Таа е државна цицка и тука нема ништо лошо. Државата дава пари во клубовите и во други држави. Не треба да се попречи тоа. Не можеме да се изразиме така кога ние не знаеме официјално дали државата дава. Значи и во Аргентина, и во Бразил, и во Германија, и во Франција, и во Англија, државата финансира во изградба на некој национален стадион. Тоа е давање пари во фудбалот исто. Добро, да не забегуваме во темите. Поентата е дека се има чувство дека нашиве клубови, ако немаат некој саглан спонзорче, еве Брегалница, дојде Турчин, си отиде Турчинот. Ајде во Гостивар дојде Турчинот, друга причина, или да не навлегувам, си отиде, сме имале неколку емисии на таа тема. Во Кавадарци дава општината. Во Битола дава општината. Сега имаат они некој спонзорче плюс. Само да те дополна, во Кавадарци имаше најава исто на турски бизнисмен кој сакаше да вложува во Тиквеш, имаше некој преддоговор и начални разговори, преговори, исто како што беше во Штип со Брегалница. И вака сега од ова временска дистанца да не бидеме погрешно сватени дека го критикуваме тоа. Само го рефреш. Да, разбирам, да. Рефреш на ситуацијата дека
парите во фудбалот треба да се дадат и да се вложат, меѓутоа фудбалот овозможува да се прават пари. Добро бе, сега Дургутов да те прашам. Со овој наш квалитет што го имаме, гледаме европски клубови од поблиското наше обкружување, што мислам европски клубови што играат во Европа, ги гледаме и во домашно првенство како играат. Квалитетот со кој што располагаат нашите македонски клубови, сега се навраќам, кога ќе излезат на евросцена, некако сме како ќе излеземе да играме за да одиграме и толку, ајде, знаеме дека ќе испаднеме уште однапред. Тоа е малку исто добро го отвораш и тоа прашање, тоа е малку подлабока тема за самите тренери, за самиот тренерски занает, за самата не само едукација. за тренерски, за самите клубови зборувам. Сега ме интересира, вештачки ли се држат клубовите во Македонија со давање на општински пари во клубовите? Никој не може да излезе па да рече. За мене е тоа полувештачки. Не го гледам како лошо, меѓутоа како стратегија, како крајна цел, како некоја идеологија за да опстане еден фудбалски клуб, во никој случај тоа не може да биде добро подпирање, пак ќе речем, на општинска цицка. Тука е помошта од општината, а не е општината да го издржува и финансира клубот. Зошто да прашаме од Битола, од Битолски Пелистер? Не е продаден ниту еден фудбалер во странство 20 години наназад, може. Не само од Битолски Пелистер, сега се фативме за Пелистер. Поентата ти е друга. Поентата ми е, јас како што добро се сеќавам, после еден голем трансфер, од кој се офајди македонски клуб, беше трансферот на Елмас, кој замени од Работнички, а Работнички со тој преддоговор, од неговите наредни договори во касата доби можеби 200, 300, 500 илјади евра. Не сакам да оперирам со бројките, ама добива, значи од продажба на играч. Во продолжение на емисијата ќе елаборираме колку клубовите од Балканот заработуваат од такви трансфери. Еве сега додека зборуваш вака, се сеќавам на еден момент каде што летово го гледав интервјуто, зборуваме за постаро интервју на Звездан Терзич од Црвена звезда. Значи не е за свежо интервју, каде што кратко само да кажам во истиот контекст, каде што он кога доаѓа во Црвена звезда заглавена во не знам колку долгови 2014 година, така, Звезда е во банкрот. Он вели, јас доаѓам, знам со што се среќам во клубот, знам колку е клубот во дупка, колку нема пари, колку должи и знам дека играчите што ќе ги донесам немам да им платам, ама сакам да донесам добри играчи кои што ќе ме извадат во Европа. Така. И со кој што ќе ги знам дека потоа ќе ги вратам парите. Ме разбираш? Затоа го спомнав. Значи, тука само една дигресија, ќе имаме реакција од гледачите кои го знаат овој проблем. Во Белградска Црвена звезда државата влезе со голем дел од државни пари за да го санира клубот, да го потпре и да продолжи да игра. Меѓутоа, не го издржува државата 10 години. Истото се случи и со нашиот Вардар. Кој ги издржува нашиве клубови сега? Значи, само да ми дозволиш. Истото се случи и со нашиот Вардар, истото се случува и со Брегалница Штип, истото се случува и со Битолски Пелистер. Можеби само разликата е во нулите и во буџетот. Во парите е разликата. Меѓутоа, тоа не е трајно решение. Ако Вардар, низ неговата школа, младинско-пионерска фудбалска школа, низ славното име Кирил Симоновски Джина, не создаде 1, 2, 3 фудбалери кои ќе ги продаде за некој милионски трансфер, нема перспектива, не може Вардар да се потпре на некоја државна помош или ајде општина Кисела вода, не знам, или општина Карпош ќе го финансира Вардар. Град Скопје, како ќе го финансира? Може ли град Скопје да одвои 3 милиона 4 за Вардар? Не само како, него прашањето е и зошто да бидеме малку реални. Така е. Зошто една општинска, значи нашите општини не се ниту многу богати, не се ни многу сиромашни, зборувам не само скопските, зборувам за сите општини. Ќе се прекинам, тоа е животарење. Зошто би давале, ама поентата ми е, зошто некоја општина би вложувала во својот клуб? Не е важно во кој град е сега и која населба и која во нашава држава. Ако нема ништо, тоа се пари фрлени заради што би вложувала во тој клуб. Значи да те допълнам. Значи може да вложуваат и не е тоа погрешна работа генерално, погрешно е како стратегија. Ако Штипска Брегалница има стратегија да живее 10 години од општината, со пари од општината, тоа е промашена работа. Тоа нема успех, тоа нема перспектива. А така е. А така е. Тиквеш од Кавадарци исто, додека е Митко Јанчев таму, цар во Кавадарци. И после? Па Тиквеш не може да продаде никогаш да направи. Значи, ако Митко Јанчев дал 1000 евра, зборувам за да се разбереме, дал 1000 евра во Тиквеш, а му се вратиле минус 1000 евра,
Значи 2000 е бовбула. Значи може да Зошто? издржи. Ама зошто е постои клубот бе, Тука ќе те човече? демантирам, Ајде. значи Битко Јанчев, исто како и градоначелникот на Штип и градоначелникот на Битола, ќе даде пари за да помогне на клубот да застане, да го потпре, и тоа е општествена одговорност. Тоа генерално не е лошо. Не треба на тоа уво да се лежи на таа општинска цицка или на таа државна цицка, кажав за кој клуб, да не се повторам. 1 година, 2 години, 10 години, а кај се Силекс и Струга Тримлум? Кај Шкендија Тетово? Тоа се чисто приватни клубови. Сега Силекс Кратово нема добиено денар од општината. Дали е буџетот голем или мал, сега нема да одиме да се тепаме со тие бројки. Така. Добро, ајде, ова е многу интересна, но и широка тема. И има едно многу големо прашање, јас што си го поставувам сега во оваа тема, а го поставуваат, предпоставувам и дел од нашите гледачи. После джинглот ќе продолжиме. Надоврзувајќи се на разговорот претходно што го водевме, значи зборуваме за финансирањето на македонските клубови, некои се финансираат од општините, некои се финансираат од приватни газди, спонзори, не знам, повеќе или еден, некој вели Другутов има измеѓу, ај малку тоа да го онака прецизираме и затвориме како е, и те молам, сакам веднаш на почетокот да го поставам она прашањето што го спомнав во претходната минута 2, кое што вели, моето прашање вели, зошто ако парите што ги вложувам во еден клуб, кој да е, дали ги вложувам општина или ова, не ми е важно. Парите што ги вложувам во клубот, ако на крајот на годината не ми се вратат и да сум барем малку плюс или на нула, зошто би продолжив да вложувам? Еве ќе почнеме од одговор на последното прашање, бидејќи мојата маленкост има подолго паметење и сиви враќање наназад. Ги паметам, барем јас, се надевам дека и голем дел од нашите гледачи од таа средновечна публика ќе се сетат дека Слога Југомагна беше приватен клуб финансиран од браќата Муминовиќи, Рафет, Реуф и Расим. Македонија Ѓорче Петров беше приватен клуб Македонија Асиба финансиран од ПЦ, газдата на Асиба. Брегалница Штип беше приватен клуб. Долго време финансиран од Спиро Каев, кој ги носеше играчите, ги плаќаше играчите и не можеше да издржи на крај. Ете, тоа е тоа. За да дојдеме до тоа, многу добро го начнуваш ти. Сега во овој момент можеби ќе ми избега некој од старите клубови кои беа така поставени на приватна основа, да не речеме Силекс Кратово е приватен клуб од самото почнување до сега. А работнички? Работнички е нешто измеѓу. И градски, меѓутоа работнички имал по мене добар менеджмент од челните луѓе и секој пат наоѓал начина да направи пари. Можеби работнички е еден од примерите каде што се направени пари, пред се благодарики на Елиф Елмас, една добра сума на пари, а можеби и некој од помладите играчи за кој не можам точно да се сетам. Меѓутоа, она што ти го отвараш, тоа е многу важно. Голем дел од тие спонзори, клубови, да не речам Беласица, ја заборев, Герас Цунев беше. Беласица Герас Цунев имаше исто спонзор од времето на Ванчо Таковски и се подпираше исто и на општинска каса и на приватни спонзори. Па Беласица Герас Цунев ги направи можеби првите големи пари од продажба на играчи, продавајќи ги Аце Стојков и Горан Пандев. Да. Тоа е класичен пример каде што меѓутоа фудбалот е тркало, се врти и напред и назад. Сега гледаме Беласица игра во втора лига се мачи. Брегалница игра во втора лига, нема приватни пари. Спиро Каев е почина. Слава за него. Ренова, ќе ја спомнам Ренова, приватен фудбалски клуб, лапсус правам, некогашен шампион на Република Македонија, фудбалски шампион и освојувач на купот. И го снема, исчезна фудбалски. Ренова го освои купот предводен од Владко Костов. Ја нема веќе. Ја нема, се откажа не игра. Па за тоа бе дали зборуваме за Милано од Куманово, играше во европските купови. Мажар и Солидарност беше приватен клуб. Со тоа се потврдува тојата теза, ако немаш регенерирање на парите, ако не создадеш клуб да ги прави парите, дека тоа ќе застане кога тогаш? Па ќе застане. Јас се плашам дека тоа може да му се случи и на Битолски Пелисти и на Штипска Брегалница. Дури и на Тиквеш од Кавадарс. А на Вардар? На Вардар ми е страв да кажам, бидејќи Вардар ден денес се уште нема, по мое согледување, ако грешам, однапред се извидувам, ништо свое на хартија, вака.
Да рече ова е на Вардар. И ќе си отиде Пурамен некогаш и Па Пурамен не ги дава парите, Пурамен може да си отиде. па добро да тие што ги даваат ради Пурамен, не ги дале ради некој друг, сега да бидеме отворени. И не е тоа поентата. Добро, не е поентата. И Дури продолни Вардар тие некој, пари добро правилен- беа изменаџирани, Вардар се одгода значи не зборуваме за тоа, поентата е еве го конкретно за Вардар, зошто не го ставаш и таму? Па и кај Вардар исто, кој играч Се излегува од Вардар? согласувам. И Вардар, Да ајде се да го продаде некој играч? се продаде Донгмо фудбалер. Ама чекај сега, донесен играч па сме го продале. Дали така. ве младинските категории извадиле некој за да живеат клубовите? Не, Зошто не. живееме постојано овој луѓе наш македонски фудбал? Ќе ми простите, можеби и грешам, и ќе ме критикувате и на крај крајва не ми е гајле. Ние како да имаме вештачка лига, вештачки фудбал, сакаме да играме и сакаме да имаме, не велам дека неќеме да се угасиме, па што ќе гледаме, ние сакаме да гледаме фудбал. Значи, никој не си го става прстот на чело зошто ние не генерираме млади играчи. Зошто ние не вложуваме во, пази сега, не вложуваме. Еве ги ФФМ излагаат со топки дале ваму таму. Дали е тоа доволно? Нема врска, Не, дали тоа е добро, не е тоа поентата на фудбал. Зошто не извадиме нови играчи за да Тоа- некој клуб како Брегалница, Донациите во Кавадарци? фудбалот од типот, еве ви спортска опрема на млади категории, еве ви фудбалски топки, еве ви ќе ви даваме човек за одржување на теренот на стадионот, зборувам за пролигачите по различни градови. Да. Еве има спонзор, некој општината ќе ви го покрива ручекот и не знам кој тоа. Ма тоа нема врска. Тоа е животарење и тоа е свемирски далеку од современото работење во фудбалот. Па чекај малку. Дали ние се водиме како ПМФЛ, Прва македонска фудбалска ама лига, сите како клубови се професионална акционери. лига? Како професионална ли се Имаат водиме? обврска да имаат регистрирано по 15 професионални Дали фудбалери. се водиме како професионална Да, лига? да. Па дали треба тогаш сето ова претходно го зборуваш, дојдите овој ќе ви даде ручек, дојдите овој ќе ви го плати Ама автобусот, тоа е реалноста. дојдете на играјте на овој Тоа е игралиште. реалноста. Па нашава реалност е лажна реалност. Лажен македонски фудбал е овој Бедругутов, ако не успеваме да генерираме играчи. Ама па зашто почнам без Шкендија? 400.000 евра. Па браво за нив. 400.000 евра е 40%, ајде условно кажано или прецизно од буџетот на Битолски Пелистер и Штипска Брегалница. Да не речеме не Тиквеш Кавадарци. Па браво. Може Тиквеш Па Кавадарци. може да реагираат вака така, браво. И сега за Шкендија. Брегалница ќе се моли за 1 милион евра за цела година од општината, Така да им ги дава како на цицка на бебето Да. млека, ај овој месец 100.000, другиот месец 150.000. Пелистер исто, не знам што прават, што Па, не ајде. прават, а Шкендија со 2 победи 1 милион. Така е. Ајде да се вратам сега, Вардар апсолутно ме спечели инспирираш. 3,5 милиона. Може ќе избегам малку од темата. Точно заради ова што ни се случува на тема пари и на тема животарење во македонскиот фудбал, значи нашите клубови животарат, да овој да им даде, оној да им даде, овакви како Шкендија се ретки, или да не знам дали И има Струга воопшто Тримлум, некој. Струга И Струга Тримлум ворет, па може би и Силекс. Силе се чиста ситуацијата тука стои Значи компанијата. затоа го имаме Силекс. моментот Кожув со Башкими, каде што се дадени 10.000 евра срамни пари, 10.000 евра За купување на надпревар. за купување на надпревар. Зборувам така како што е опишано во последното официјално известување од Фудбалската федерација на Македонија, дека е потврдено дека е Од дадено. официјален извештај на Министерството за внатрешни работи. Добро, се извинувам, Уште зборувам потешко. уште потешко. Поиздржано. Зошто бе се дале ти, зошто некој од Кожув се решил бе да ги прими тие 10.000 евра да пушти утакмицата? Зашто имал пари многу во клубот? Ајде И се- сега тие пари 10.000 евра ќе завршат работа Тоа е на фудбалскиот Кожув. најголемиот- И за жал се уште не е до крај, барем не е официјално истражено и кажано и соопштено убаво на јавноста, онака како што беше извини Другутов, помпезно најавено Не е дека темата на емисијата. не е тоа. темата, него го спомнав во контекст, се уште не знаеме што се Ако случи. Кожув, за да те дополнам само дека си во право, ако Кожув генерирал пари и заработувал пари, да продаде еден фудбалер Ќе се продаде ли на за Вардар, 10.000 на евра? Пелистер, на Струга Тримлум, Епа. нема да ги земе 10.000 евра. Па нема. Значи не може 1 милион да продаде фудбалер, меѓутоа ако излезе младо дете од Гевгелија и го продаде на Вардар за 100.000 евра, 100.000 евра се пари за Кожув. Така е, Значи ние за тоа зборуваме. така е. Ние за тоа зборуваме. Така е бе, така е. Фудбалски клуб Брера Струмица, кој го менеџира американска компанија со италијански газди, така знам, каде што Добро. нашиот Горан Пандев мислам дека има 10% од акциите, кубури со средства. Има забрана од ФИФА за регистрирање и трансфер на играчи во наредните месечини 2 години. Како сега ќе игра фудбалски клуб Брера
во македонската прва лига? Не знам. Еве ки избори опстанок. И после? Затоа велам, Што правиме после? доста веќе, значи претходната наша емисија беше на тема репрезентација и доста се фолираме. Сакаме на светско или не сакаме, можеме или не можеме. Доста веќе се само залажуваме дека ние зашто ги немало публиката на трибините. Па колку играчи, колку публика имаше вчера на Шкендија? Околу 5000 може имаш. 5000. Тоа е моја слободна проценка, она И што сега го ти гледам. демек задоволен? Не, тоа е ништо. Зошто тоа е немаме ништо. публика? Тоа е ништо. Зошто немаме? Тоа е ништо во однос на каде играш Кендија, на успехот што го постигна, на парите што ги заработува, нема соодветен интерес. Ама тоа е моје субјективно гледање. Значи поентата ми е и заклучокот зошто ова го велам. Се има свој почеток, па после да дојдеш до крајот, а крајот е репрезентацијата. Значи ние кога во самите сопствени клубови се само залажуваме дека ние имаме клуб, што имаме бе, ние ништо немаме. Ако чекам општината да ми даде плата, ако чекам комшијата да ми купи патики, а другиот комшија да ми купи дресови и овој да ми даде пица, па сега не е до толку дојдено, ама Ова 4 затоа немаме ни букви, репрезентација. 4 букви FIFA исто има донации и пари кои се влеваат, убаво го отвори во Па го Фудбалската кажи и федерација преска на малку, Македонија. Да го елаборираме и тоа. На Ајде, за да видиме FIFA колку пари дава на ФФМ после джинглот. Дали ќе се смени нешто во македонските фудбалски клубови на подобро кога се парите во прашање? Дали ќе почнат да продуцираат фудбалери или да произведуваат фудбалери и да земаат некој динар повеќе и да не се хранат, да речам, на државна или како го кажа општинска цицка кога се парите во прашање? Ќе видиме, не знаеме како ќе биде и јас лично се сомневам. Но, ова за што зборуваме во овој дел од емисијата, се парите кои што FIFA ги дава на ФФМ. За другите не интересира, не знаеме, но за ФФМ знаеме ли? Колку пари дава FIFA во каста на ФФМ? И зашто ги дава? FIFA е папата на светскиот фудбал, а УЕФА е кардиналот, кој е под папата под FIFA. Така да, аналогно на тоа, парите кои ги дава FIFA се многу поголеми. Папата кои ги дава се многу поголеми и тоа е на добра стратегија генерална, иако многу нечисти работи, многу условно кажано не фудбалски работи, блиску до мафијашки работи, поврзани со финансиите, не зборам за други дела. За FIFA зборам. За FIFA излегува на површина. Подкупување на гласови, давање пари, прогони и така натаму и така натаму. И некој одговараше или како кај наш кожа? Одговараа сите, одговараа, се тргнаа, се повлекоа. Само една дигресија, подпредседател на УЕФА е господја од Велс. Заборив да го кажам тоа. Нешто тоа ми кажува. Таму значи дефинитивно има некој што има одговара. Еден од подпредседателите на УЕФА официјален е од Велс. На 18 Епа не е ова, епа не е поврзано со не, ова не е Башкими Кожев да не одговараат, ајде и. Значи, шегата на страна, FIFA има донации, FIFA даде многу пари на сите асоциации на целиот свет. Она што официјално го има во документите на FIFA и кое не се крие дека Македонската фудбалска федерација има добиено $6 милиона во период од 4 години, зборуваме за периодот пред доаѓањето на актуелниот председател господинот Марсел Мерагич и неговите соработници, сите оние пулени кои сега се негови. А се знае ли зашто биле тие наменети? Овие пари кои се дојдени во претходниот период, додека со федерацијата управувал претходниот председател Сејдини, се строго наменски и се под шифрата, условно кажано, тековни трошоци. Обидувајќи се малку да го најдам тоа подлабоко, што де факто значи пластично, што пластично значи, тоа е многу чиста работа и една работа која многу им помага на условно помалите сојузи, меѓу кои сме и ние, помалите федерации, меѓу кои секако Македонија. Се изборуваме за оперативни трошоци каде што се платите на вработените, каде што се да речеме патувањата на националните селекции. Ова новинарите кои ги носат по тие трошоци спаѓа? Сега угент што ги носеа луѓето. Мислам да не речем сигурен сум, значи ако се плаќаат патувањата на националните селекции од тие пари, тоа е многу чиста FIFA, да. Не плаќа FIFA. И тоа е добро, тоа е добро. Тоа е добро, тоа е поддршка на националните федерации. FIFA плаќа, а Берто Додевска одлучува кој ќе оди. Тоа е сега друга тема. Да. Значи,
Апсолутно мислам дека тие трошоци така се покрива, така пишува во тие извештаи, ако некаде грешиме, слободно некој нека не демантира, сакаме да го обелодениме воа. И нашата тема е парите во фудбалот и правењето на парите во фудбалот. Овие пари, овие донации ги добиваат сите национални фудбалски федерации и ги прават како чист трошок. Вторите пари, тоа е чист трошок и треба да се прикаже како трошок. Ако си добил 5 милиона долари, треба да ги прикажеш во УЕФА 5 милиона долари потрошени за тоа, ама не можеш од овие 5 милиона долари да направиш ни едно обично селско игралиште. Не ти дозволува FIFA. За тие се оперативен трошок како го кажа. Ете така. Сега за селското игралиште како го прави FIFA, има друга транша на пари кои одат преку FIFA и УЕФА. Повеќе сметки. И кои тие се повеќите сметки, да. Ама папата има уште повеќе сметки од кардиналот. Папата УЕФА УЕФА има повеќе сметки од кардиналот УЕФА. FIFA има транша на сите федерации за изградба на инфраструктура и моите информации велат дека претходното раководство тие пари ги истрошило некаде до 50-60%. Дури не стигнале да ги потрошат до 100%. А сакаш нешто да те прашам? Пове? Може да направиме една емисија и тоа најскоро еве да не ја речеме веднаш после оваа емисија уште утре на тема оваа FIFA и парите кај одат. Многу интересно. Може, ќе се подсетиме кога дојде Сеп Блатер и ги го отвори стадионот во Струмица. Многу мислам дека е интересно. Каде што покојниот Ванчо Таковски, една случителна фудбалска личност, мој добар пријател во тие времења и искрено многу има поддршка од него, додека бев потпорал на федерацијата и многу пати беше скок негови гости во Струмица. Ке има специјална емисија за Ванчо Таковски и за Беласица. Тоа е добро како стадионот кој сега го носи името на Благој Статов стана таков стадион како што е сега. Иако многу ретко се полни. Ајде да се одјавиме, доста ни е со македонскиот фудбал, македонскиве пари, ги нема, општинските пари, спонзори или не знам што. Еве ви најавуваме уште од сега дека за некој ден, значи најскоро што може да биде Дургутов нека се подготви со бара малку повеќе истражувања, ама ќе стигнеме до тие бројки. Да направиме, ама тоа е навистина интересна тема. Парите што FIFA ги слева во македонската каса. Може ли да завршиме со два класични примери? Како се прават пари во фудбалот и што значат милионските суми во клубските каси. Значи не зборуваме за касата на федерациите кај што е многу поголема и каде што има и други трошоци. Добро. Значи во фудбалски клуб Вардар треба платите на вработените они сами да си ги заработат. Да не им ги дава некој. Сега ќе им ги даде една година, две и третата година ќе рече другари, господа, дами кои сте таму, од 1 јануари 2028 година да почнете сами да се печелите. Вардар е друга приказка, остави го за друг клуб, нека важе тоа. Добро. Фудбалски клуб Црвена звезда. Во последната година, зборуваме за Црвена звезда Белград, зборуваме за последната година, значи последните 6 месеци, не зборуваме за претходните 6 години, оти многу пари ќе се соберат. Го продаде Андреја Максимовиќ, морам да го прочитам, не можам толку да памтам. Андреја Максимовиќ, Андрија, 17 годишен фудбалер, излезен од школата на Црвена звезда, значи од 5-6 години тргнал таму со некои тренери во академијата. Добро. Го продава на 17 години на Лајпциг во Германија, да прочитам, 14 милиона евра. Тоа е тоа. Сега да зборуваме за струга 3 милиона. Не се јавила Црвена звезда кај општината, кај градоначалникот на Белград. Дајте ми да префрлете некој динар, немам пари плата да им дадам на играчите кај да ги носам на ручек. Абе може да. Уште втор пример. И смешни сме. Втор пример е ти давам збор. Може? Василија Костов. Василија Костов. Тоа македонско ми личи презиме. Да. Македонско презиме со македонски корени со српско државјанство. Дебитираше на надпреварот за жал Србија Албанија. Не сум сигурен дали дебитираше, може беше втори или трет. Го зема Драган Стојкови Пикси во репрезентацијата. Член на Белградска Црвена звезда Владимир Милоевиќ го стави да игра во Лига Европа сега, да игра за Црвена звезда. Најавен е трансфер во некој англиски премиер лигаш за не помалку од 15 милиони евра. И јас мислам дека тој трансфер ќе се реализира во наредните 6 месеци, некаде до јануари февруари. Значи Звезда има 30 милиони евра пари од два трансфера направени еве за една година. Сега за кое ние да зборуваме и како да зборуваме, а парите на Шкендија, почнавме да завршиме со тоа, се многу добри. 400.000 евра за Шкендија во македонски услови е добра сума која фудбалерите на Шкендија сами ја заработија. Никој не им ја подари. Да.
заедно со раководството, фудбалерите сами по Добро, себе, со нивните раководство. тренери. Тоа е Доргутов, за жал вистината е таа. Имаме младински лиги, имаме не знам петлиња, вакви, такви, секој клуб еден има подмладок кој што игра, кој што се надпреварува во лига. Ние сме били на такви надпревари. Значи сме одели на надпревари кои што играат мали деца. Еве нели имаше сега Тепачка што беше, па Тепачка не ми е поентата сега Бергалница со Шкуп или кој беше таму. Значи ние имаме деца, млади, кои што сакаат фудбал. Имаме родители кои што им дозволуваат на децата да играат. Имаме клубчиња или приватни школи кои што ги прифаќаат и кои што го тоа го спроведуваат. И се е тоа организирано под капата на фудбалската Го нема федерација. крајниот производ. Значи, Каде е крајниот производ? јас сум професор по физичка култура. Чекај, не забегувам. Не забегувам. Дали Значи, ние академија, имаме дали академија Горан Пандев има продадено единствен Дозволи што фудбалер сакав во да странство? кажам. Имаме стручни кадри, сакав да кажам. Имаме стручни кадри, професори едуцирани да работат со деца. Имаме оние што ги организира Фудбалска федерација на Македонија, тренери со лиценци, ваква, таква, онаква, значи кои што одат некаде се едуцираат и учат како да го пренесат знаењето. Се имаме, вклучувајќи ова ти што го кажуваш сега. Ние на крајот немаме некое момче од 17-18 години кој што некој од клубовите од местата од каде што потекнува, дали е тоа Битола, Кавадарци, дали е тоа Скопје или не знам каде, не може да го продаде и да живее цела година после клубот. Негдека грешиме. Каде грешиме? Не знам. Тоа е проблем генерален на сите клубови. Јас спомнав академијата Горан Пандев како најекспонирана со работа со млади категории. Нити имам намера да критикувам, нити памет да солам, уште помалку да фалам. Така е. Кого Има уште извади многу Пандев? такви младински школи. Кој извади Горан Јовче Академија Джипунов Пандев? има младинска школа веќе 10 на 15 години. Абе, окей, не ги Има броиме. Владко Кој извади, Гроздановски. што ако ги кажеш, кој извади некој млад фудбалер? Нема трансфер, нема продажба. Ако има, тука не затвори- знаеме. Ако не може и да знаеме, еве, отворени сме да ни се јавите да ни кажете дека имаме, не знаеме стварно. Од таму поаѓа се и преска кажав, Така е. од таму поаѓа се дека младите и вложувањето во младите за многу кратко време низ генерациите што доаѓаат во сопствениот клуб може да даде резултат и пари. Значи, два начина има. Да направиш резултати од европските купови, ако еден македонски клуб се пласира во Лига Шампиони, тоа се вика збогом сиромаштија. За Лига Шампиони. Лига Европа и Лига Конференс е помалка, ама пак е збогом полусиромаштија. И вториот начин е да правиш млади фудбалери и да ги продаваш. Третиот начин, да се обесиш на општинска или државна цицка, нема перспектива. Е само привремено и краткотрајно решение. јас- Као байпас, да не цркнеш, да не Така е, рикнеш да не фудбалски. ја должиме темата, ова што ти го кажуваш, јас имам за нешто се сложувам, за нешто не, тој едниот начин што го кажуваш како Шкендија по мене не е практичен многу, затоа што Шкендија за да дојде Шкендија, за да има да ги добие тие 400.000 евра од УЕФА, Шкендија вложила приватни средства, не го продала играчот за да земе пари. Затоа по мене е различно. Ама реков врз база на резултати и врз база на продажба на Да, играч. широка Така се тема, прават да, пари. широка тема во секој случај. Да се одјавуваме, ќе одиме за кратко за некој ден и на оваа тема на вистина интересно што ти ја спомнуваш. Тоа нека биде поле за размислување. Пишете ни во коментар дали се сложувате или не се сложувате со нас, е најмалку важно. Пишете ни што мислите вие, како можеме ние да извадиме нашите клубови, да извадат нешто повеќе, да не бидат обесени на како што ти велиш. На општинска цицка или на државна цицка. Тоа е тоа. Можете лайк и сабскрајб, доколку сакате се гледаме во друга емисија. До скоро.